Благодарам, подпредседателке. Колега Бишеваc, значи немав намера да ви се јавам за реплика, меѓутоа ме прозвавте лично со една теза дека јас сум дал изјава дека ќе трошиме колку што сакаме затоа што сме биле власт. Прво, ова е несериозно од ваша страна да интерпретирате работи кои што никаде не сум ги кажал јавно. Прва работа, и второ, да имитирате пратеници од СДСМ на кое што нивниот стил и начин на работа им личи тоа да го прераскажува. Колегите ќе се препознаат, тука се меѓу нас. Не е добро работите кои што на шала или така меѓу нас си ги кажуваме да бидат интерпретирани овде говорница дека тоа било нешто искрено, дека тоа било политиката на ВМРО ДПМН и така натаму. Затоа што ние сите меѓу нас си зборуваме одредени работи и ако почнеме овде да ги прераскажуваме јавно на говорница, тогаш не знам кај ќе ни биде крајот. И бидејќи се видовме во саботата вечер во Струмица, каде што бевте дел од митингот на Социјалдемократскиот сојуз, и веројатно после катастрофалниот митинг кој што сега вие нормално дека нема да го признаете, ама јас две вечери подред си одам Струмица, бидејќи секој ден патувам, и тоа во тесно друштво си го признаваат и луѓето од СДСМ, па ако не беа 50 автобуси, навистина целиот плоштад ќе беше празен. И ако сите напади спрема мене и главниот аргумент кој што го имате спрема мене дека сум дал таква изјава, тогаш тоа е за мене навистина еден поен плюс, бидејќи јас немам ниту фирми, немам ниту тендери, ниту некој мој близок во фамилијата, ниту пак сум учествувал во процесот на приватизацијата, ниту пак моите родители биле одредени државни чиновници врз чија што грб јас сум станал нешто во животот. И јас знам дека со вакви шпекулации, како што е ова, како што вчера господинот Јани Макредоли се видел со собственикот на фирма која што го охрабрувам, ова да го каже јавно, например надвор од говорницата, да не се крие зад имунитетот, па ќе се видиме на судот, ќе си докажеме кој што работел во живот. И затоа сакам да ви кажам една работа. Не сум се заканувал јас на никого, господине Јани Макредоли, затоа што јас не сум како вас ист. Сакам да кажам дека колку граѓаните имаат доверба во оваа држава и институциите на системот, најдобро погледнете си го извештајот на Народната банка на Република Македонија, каде што вкупните девизи достигнале 3, депозити 3,85 милиарди евра, што е 10% повеќе во однос на лани. И толку околу имиджот на државата и институциите.